проблем кога доаѓав наваму, затоа што имам двојни чувства за празников, затоа што 80 години, како што велиме слободно детово, всушност 80 години од кога многу млади момци, момчиња и девојки и нивни родители кои ги подржуваа, ги дадоа своите животи храбро, за да некои други генерации, еве и ние како повозрастни, па и овие дечица тука, за да живеат во слобода. Значи, 80 години поминаа од тогаш. Сменивме неколку држави, конечно добивме и своја самостојна држава и сега живееме во слободна држава. Да. Слободата може со една сувопарна дефиниција да се дефинира како да бидеш слободен, значи да бидеш слободен да живееш како сакаш, да правиш што сакаш, секако тоа не смета на други, но има и филозофски три дефиниции. Слобода од, слобода да и слобода да се биде. Слобода од би било кога ќе бидеме слободни од стегите на апаратот државен, на системот. Слобода да би било да бидеме слободни, слободно да твориме, да живееме, да се дружиме, да ги искажуваме своите мисли и така натаму. Овие две во нашата држава Македонија, Република Македонија, се формално, правно застапени и сосема се уредени. Дали во пракса тоа го имаме и го живееме, јас нема да зборувам, да не излезе се и некој говор со поинаква конотација, тоа и сами се знаете, но ќе се осврнем на тоа слободата да се биде. Тоа значи да бидеме слободни, да го постигнеме својот максимум од овој живот што го имаме на земјата еден и единствен, да твориме, да се дружиме, да се сеќаваме на тие што ни го возложиле ова. Оваа изложба вечерва е доказ дека да се бориш за својот град, за својата држава и татковина, не мора тоа да биде само со пушка, туку може да биде и со четка, со перо, со камчиња, со бои и така натаму. Овие слики мене ми се преку 80-90% многу добро познати. Сите луѓе лично ги познавам, сите артисти, сите уметници, освен дечицата секако. Нивните дела се таму во фоајето. И овие слики, уметноста всушност секогаш била можеби прва која требала да направи нешто, да се побуни против нешто или да зачува нешто од заборот. Ние сме сведоци, сакале да признаеме или не, дека имаме едно чувство понекогаш, еве така да кажам, на горчина, дека работите не се одвиваат така како што би сакале, туку одат некако во друг правец. Овие слики се надевам дека се со трајни бои и дека ќе останат многу долго да сведочат за еден град, за луѓето што живеат или живееле во него, и ако и нешто друго се случи, а се надевам дека нема, овие слики ќе бидат неми сведоци за животот наш што сме тука. Овде требаше вечерва да биде цело Тетово, но се сомневам и покрај екзодусот кој што трае, дека ова е цело Тетово, има уште некој дел од Тетово, но тоа е што е. Слободата тешко се доаѓа до неа, а уште потешко изгледа е таа да се зачува. Секој од нас, ако се потрудиме во својот домен и во своето знаење, да направи еден мал чекор или неколку мали чекори, за да ја зачува слободата, за да ја доизгради, за да ја овозможи на младите генерации, мислам ќе биде сосема доволно. Секој за себе, во својата околина, во своето семејство, во своето друштво, во нашиот град Тетово. Ја требаше да отворам изложбава, но имаме уште еден говорник, така што кога мојот колега ќе каже што има да каже, ќе му препуштам, не му да ја отвори изложбава.